Зоран Заев и СДСМ за само една година успеа да го најдат клучот за испумпување на народни пари на ниво на целата држава. Заев само си го копираше локалниот модел кој што 2 мандати го применуваше во Струмица, сега на национално ниво на целата држава. Зад мене на екранот може да видите две така наречени криминални пајажини. На едната страна е криминалната пајажина што Зоран Заев ја сплете додека беше градоначалник, тоа е оваа, и успеа да испумпа милиони евра преку фирмите на неговите роднини и неговите блиски. На другата страна, тоа е ова, е пајажината која што Заев успеа да ја сплете откако дојде на власт, и тоа преку само една институција, Фондот за иновации. На истиот негов веќе испробан начин се обиде да испумпа милиони евра, но беше фатен. Дали стои Зоран Заев зад скандалот криминални иновации и дали тоа е причината заради која што Заев ги штити сите инволвирани функционери и не поведе постапка за одговорност и разрешување против никого. Зоран Заев шемата за испумпување народни пари преку своји блиски фирми која што имаше воспоставено локално во Струмица, за само една година ја префрли централно. За само една година СДСМ успеа преку сомнителни, наместени во 4 очи тендери да испумпаат десетици милиони евра, бидејќи Советот за јавни набавки не води веќе контрол околу тендерите, додека граѓаните се занимаваат со најгорливото прашање околу уставното име, за функционерите на СДСМ дојде животот. Тие удрија најбезобразно по парите на граѓаните низ сите институции. Секојдневно летаат тендери од институции до блиски луѓе на СДСМ и нивни функционери. Ангажманот на камионите на Вице во РЕК, издадените градежни дозволи, доделените концесии за ископ, доделените концесии за одледување марихуана се само мал дел од примерите како Зоран Заев ја унапреди локалната шема од Струмица. Кога на неа ќе се додадат и скандалите, како тендерот за реагенси во здравство на Венко Филипче, Фондот за иновации, набавка на нови автомобили преку фирми донатори на СДСМ или набавка на апетисани за министерствата, јасно се гледа модус операнди, односно начинот на вршење на делата на криминалниот картел на власт, и се отсликува на мерата зошто СДСМ се бореше да дојде на власт. Нив не име гајле ниту за граѓаните, ниту за државата. Нив единствено име гајле да се збогатат и да ги исплатат фактурите кон оние што им должат од предизборијата. Заеви, Андјушев, Локвенец, Светанка Ласкова и останатите блиски до СДСМ за само една година успеа да направат тршум низ институциите и заработија милиони. Јавното обвинителство да го испита што побрзо овој скандал и да поведе постапки веднаш против сите инволвирани во скандалот криминални иновации. За сите овие скандалозни поделби на пари треба да се одговара. Додека граѓаните немаат леп да јадат, Заев заедно со фамилијата и најблиските соработници се богати на грбот на народот. Воспротивно, кривичното дело не застарува и еден ден, кога нема да е заробено судството, правдата ќе излезе на виделина и ќе се задоволи, а сите инволвирани ќе одговараат. Тогаш Македонија и граѓаните ќе победат. Благодарам на вниманието.